Денеска, бидејќи ме прашувате, ќе дадам одговор на вашето прашање. И ќе го поделам одговорот во два дела. Првиот дел е дека, за жал, и ова раководство на СДСМ ја продолжува практиката на претходните раководства на СДСМ да ги руши позициите на македонската влада и на државата, да ги распродава идентитетските и националните приоритети од за мене неразбирливи причини. Ако на времето тоа го правеа за да се одржат на власт, за да можат да ги злоупотребуваат институциите и ресурсите на државата, не го оправдував, се разбира, за тоа има одговорност, но и некако ги разбирав. Сега не ги разбирам од опозиција, зошто мора да ги подриваат позициите на владата, која што грчевито се бори тоа што тие го распродадоа изминатите 7 години кога беа во влада да го поправат. И на меѓународен и на домашен. Второ, резолуцијата, така наречена, која што ја видов и текстот натре, ќе се разгледува после изборите, така го разбрав, раководството на СДС. Трето, таму има историски фалсификати. Во годината кога славиме 80 години од кодификацијата на македонскиот јазик, тие не убедуваат во резолуцијата дека тој во Обединетите нации бил прифатен 19-та година. Стану. Не знам што да кажам. И вчера го кажав, фактот дека во 2005 година не доби Северна Македонија дата за почеток на преговори, туку доби Република Македонија. Тоа се историски фалсификати. Јас не знам до кога овие луѓе ќе се служат со историски фалсификати. И конечно, нашата позиција е јасна. Ние не ги игнорираме обврските што таа влада ги прифаќа. За жал. Но исто така, не гледаме дека нашиот источен сосед прави нешто во насока на испорака на нивните обврски. И очекуваме исто така поробусна акција од страна на Европската комисија и Европската унија и кај нашиот источен сосед, односно кај нивниот партнер во рамките на европското семејство. Затоа што сме виделе во минатото многу пати дека кога се сакало, се можело. Ние имаме јасна позиција. Гарант